Здраво, дечки! Долго време се мислев како да започнам оваа епизода, дали да биде филмски, дали да биде малку поавантуристички, дали биде класичен тест, пишав едно, друго, трето сценарий, на крај ништо од сето тоа, бидејќи денес имаме сосема нешто поразлично од се друго што сме имале на тест. Искрено, ова е нешто што без размислување што сега би отишол би го купил во салон, само што во моментов немам толку пари и се надевам дека ABC Brother, возникот на овој бренд, ќе се смилува и ќе ми го даде на тест 3-6 месеци, може година, не се жалам. Инаку станува збор за DFSK Glory F5, тоа е под бренд на DFSK, односно спортски модел. Да, станува збор за кинескиот бренд, кој што пред нешто повеќе од година дена го возевме. Станува збор за 180 моделот, што можете да го погледнете тука. Тоа е големиот SUV со 7 сидишта, ако се сеќавате. Погледнете го тоа видео, инаку станува збор, како што кажав, за F5. Многу добар дизајн. Океј, ќе се согласам со вас дека на одредени моменти, пример позади, потсетува на некои наши поголеми европски модели, луксузни спортски модели, но искрено и многу други европски модели наликуваат едни на други, така да воопшто нема да замерам и тука што мали детали се слични со некои други модели, но имате огромна маска напред, имате купе дизајн на задниот дел. Да, тие два издови позади се реални и двата и искрено изгледа многу кул, многу е впечатлив и јас сега ќе влезам натре бидејќи смрзнав и треба да идем по момент и да земеме. Ајде! И Мими, што ќе кажеш за ова? Многу добро е возилово, надвор ги гледав линиите, предобри се, значи прејако изгледа. Внатре влегов, кожен интериер, многу добар дизајн, многу мека воžња, што е изненадувачки. Да, види, за жал, кај нас во нашава држава се потценуваат, има некое друго мислење за кинескиве брендови. Да, ама кога станува збор за мобилни телефони, што се iPhone или други европски брендови, Porsche, Volvo и слично, што користат кинески компоненти, тогаш е во ред бидејќи тие се бренд. А кога станува збор за кинески бренд, тогаш одма потценување. А всушност ние цело време електрониката што ја користиме е кинеска. Многу добро искрено кажано, не би додал ништо друго, но многу точен муавет. Конкретно тука јас искрено со задоволство и со гордост би кажал дека возам кинески бренд и слободно би им го дал клучот, повели види го, од причина што е предобро изработена. Изгледа прекул, премногу добро, но и внатре премногу добро изработена. Секој дел е неквалитетен и секоја команда е толку многу добро изработена. Стварно сум фасциниран. Тач екраниве исто така функционираат многу добро, но сега ќе се задржам малку на возните карактеристики. Конкретно тука во DFSK Glory F5 имаме 1,5 литарски турбобензинец кој што произведува 140 конски сили. Искрено многу добар мотор, можете да го возите малку поагресивно и по-лабаво. Имате добри перформанси. Е сега има еден момент кој што секој пат сум го истакнувал како критика. Тоа е конкретно менувачот, бидејќи е CV-те. Не е мој најомилен менувач, искрено, бидејќи знаеш, ги крева обртајте на одредена бројка и постепено возилото забрзува, што окей, разбирам дека тоа е направено поглед на комфортноста во одреден степен, но кога станува па не некогаш, туку секогаш пречи, бидејќи се дува оној непријатен звук како да имаш погрешена брзина во повисок степен, односно во понизок степен на менувач. Но морам да признам дека овој CV-те менувач тука е можеби најдобро што сум го возел, дури од сите Toyota што сме ги имале на тест. Некако е најтивок, најубаво функционира, плюс кога ќе се стави во спортскиот режим и кога полуавтоматски ќе се менуваат оние електронски
вистински брзини, фейк брзини што се. Имате убаво чувство како да се вистински брзини, ги менува убаво, доволно брзо и го добивате моментот да се спуштат обртајта па да се смири малку бучавата и самиот мотор. Инаку спомнав дека е мек материјалот и сам слободно види секаде е убаво изработено, кожни седишта. А кажи ми за стеклото позади, не ти причаш што е малце така затворено, темно, мало? Види, искрен да бидам, околу прегледноста, големо возило е, стварно големо возило, има големи стакла и да, можеби задниот дел пречи до некаде, бидејќи закосен покривот позади, многу е мало стаклото, но сепак имате паркинг сензори напред и позади, имаш паркинг камера, позади имаш паркинг камера и напред, всушност оваа камера цело време снима, можеш да си ставиш мемориска картичка, но во глобала навистина окей, можеш многу лесно да се најдеш околу паркинг. Много машини. Што да, големи стакла, но исто така и панорамата што дава голема светлина внатре во кабината. Инаку, ако сме околу кривиниве, морам да потенцирам дека, иако е вака големо возило, сепак многу добро право, искрено не очекував волку многу добри возни карактеристики да покаже. Много е стабилно. Многу е стабилно и воопшто не се чувства клатење, не знам дали приметуваш. Да. Се движиме со некои 120 км на час на автопат, низ кривини, стварно многу стабилен и сум премногу фасциниран од управувачкиот систем од воланот, кој што има одлична тежина, знаеш, кога зборуваме за спортски карактеристики, дека сакаме малку да е потврд воланот, да се добива нам по-спортско чувство, тоа е тоа. Буквално тоа е тоа, имаш многу добра контрола зад волан. А исто и екрани се много добар детал. Да, ама ајде да застанеме па да го видиме цел интериер и тука напред, па назад и багажникот, може? Ајде се гледаме за кратко. Ми сега застанавме, може да видиме интериерот. Многу меки и квалитетни материјали, тоа насекаде се искористени. И страничните потпори на седиштата се многу добри, баш Да. те држат во линија. Да, многу добро. Се допаѓаат овие делови тука околу екранот. Ова е фейк карбон, ама искрено не ми пречи. Инаку има еден голем 10,25 инчен екран. Има уште еден екран тука доле за климауредот и вентилацијата. Нешто што е многу кул е тоа што кога ќе одбереш тука на екранот околу климата, ти се појавува опција од целиот интериер кога што го гледате сега вие на камера и се одбераш точно кај сакаш да ти дува на тач. Многу кул опција. Инаку и тука има уште еден 3 инчен екран кој што покажува информации за возачот. И многу интересно тука под овој екран имате голема остава за некои ствари што ви треба да поставите. Кога Тука сме инаку кај имаш тоа? и 12 звуцен приклучок за Да. А исто така за ако сакаш шишанца пример кафе ако пиеш, можеш да си ставиш тука. И е многу добро што е скриено, да не многу добро скриено, да. многу добро изгледа. Исто така оваа остава е многу голема и во нејзи има USB приклучок. Брестано е голема. И Многу ми се е допаѓа што се отвара вака на две страни. Може едната и другата се отвори, што е кул и практично. Да. Ајде дојдеме позади да видиме што има. Ајде. Ајде. Вау, добро, се стоплиме тука малце, но има доволно, мислам, повеќе огромен простор за нозе. Ми се допаѓа што можам и покрај тоа ги спуштам нозете на напред под седиштето да имам многу поудобна вожња.
ми се допаѓаат самите седишта што се многу удобни за разлика од некои други модели што сме ги имале, се доста рамни задниве седишта и не е баш И удобно. не само удобноста, туку и просторот над главата е и повеќе од доволно, заборев. со оглед на тоа дека е купе и каква линија од надвор има, си мислиш дека внатре ќе си стуткан, уствари не Да, си. бе, плюс и ради панорамава дополнително спуштен кровот. Панорамата дава друга димензија. Дефинитивно. Колку Много го добро. нево. Океј, да се вратиме на нашава тема. Инаку тука доле, на овој дел имате голема остава за телефон, што е супер, има 12 волтен приклучок за струја и USB порт, што е супер за малите деца кои ќе играат на телефони, таблети. Иако тоа е лошо, ама е модерно сега. Мора некако да ги смират децата родителите, така да. И тунелот е спуштен, односно нема нешто што ќе му смета доколку има трето лице во Да, средина. речи си е рамен подот што ќе седнат тројца патници, што е супер, можат нозете ги стават над делов од тунелот или од страна и повторно да си има доволно Нема потреба удобна од страна. возња, да, Одлична ама мислам дека може комотно се возат тројца патници на Дефинитивно. подолги дестинации. Јас мислам дека тука Да, јас може да возам? Да возиш. Уште нешто заборавивме. Моето омилено. Например, Кирил кога ќе вози, јас позади со Винца, вака ќе си уживам. Не знам, ја некојата би сакал тука да уживам, ама ќе се договориме. А за возењето сега, ќе видиме, имам уште багажникот, па после тоа ќе правиме муавет за возење. Сега да го видиме багажникот, така ќе го отворам од тука, не можам да стигнем. Таму ќе. Ајде. Багажникот се отвара со нога, ама искрено никој пат не успеав да го најдам каде е тој сензор, иначе се отвора на копче автоматски, има 380 литри багажен капацитет, 1420 ако се големи, ама се спуштат седиштата од внатре, ми мислеа дека ќе ми избега. Се спуштат седиштата од тука, инаку нема куки за качалки моите милени. Ми мислеа дека ќе вози, ама клучот е кај мене, така да нема да го фати клучот секако. Имате рамен под, има мала висинска разлика и реков ги нема моите, лоу, ми трна. Дечки, се гледаме во наредна прилика со ново видео. Чао! Уху!